Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Аферата со издавање на македонските пасоши на луѓе со туѓ идентитет, со различен идентитет, доби доста големи размери во државава, но таа афера се чини дека се прошири и во странство, за сега во Турција. Таму имаше големо апсење на лица кои се поврзани со соседот Пекер, едно од лицата кој добило македонски пасош и кој е осомничен или таргетиран како голем шеф на организираниот криминал во Турција. Но се чини дека оваа афера нема да запре тука, се чини дека се уште не се откриени сите информации и секојдневно излегуваат нови шокантни информации за тоа кој се добил македонски пасош. Е сега, опозицијата и власта имаат различна перцепција на целата афера. Според опозицијата, тие ја откриле аферата со тоа што ја обзнаниле, со тоа што ја објавиле и по тоа МВР морало да реагира. За власта пак се работи за добро организирана и координирана акција која трајала речиси 2 години, а која била за малку упропастена од страна на опозицијата. Во последен момент сакала опозицијската ВМРО ДПМН сакала да ја саботира акцијата и затоа тие морале да постапат и да ги приведат членовите на организираната група. Ова е само еден аспект од целиот проблем со кој ќе разговараме вечерва со нашиот гостин, тој е Александар Диневски, поранешен разузнавач, добар познавач на оваа проблематика, познати на македонската јавност. Како вовед, господине Диневски, 215 македонски пасоши давани незаконски циркулираат насекаде низ светот. Тоа е за сега она што го знаеме. Но ми се чини дека во оваа приказна само е допрен врвот на ледениот брег, дека има уште доста од тоа што не знаеме и уште од тоа што останува неодговорено. Добро вечер, Нико. Секако дека се соочуваме со една огромна мега афера, за која ние се уште не ги знаеме сите димензии и сите поединости на самата афера, која очигледно е дека ќе предизвика како последица ќе има тектонски пореметувања во многу други сфери и ќе иницира други истраги и други афери. Зошто го велам ова? Самиот факт што во овој момент, според официјалните податоци, се издадени пасоши, фалсификувани патни исправи на 215 лица, е една загрижувачка информација, која што наликува на една касетна бомба, во која има 215 бомби кои ќе пукаат со одложено дејство, кои ќе пукаат во различни периоди. Зошто го велам ова? Лицата кои што добиле таква патна исправа не се обични граѓани, тоа не се честни граѓани. Најчесто се работи за лица кои што имаат криминално минато или криминални намери и затоа побарале вакви пасоши со кои што добиле нов идентитет и со кои што непречено можеле или многу полесно можеле да извршат одредени кривични дела кои што било претходно што ги извршиле да се сокријат или пак подоста да извршат кривични дела кои што ги планирале. Токму затоа ние и во наредните години... Впрочем, тоа и нормално, токму такви лица би барале лажен пасош. Зошто би барал некој лажен пасош? Ова прашање, добивање на лажен идентитет е многу актуелно меѓу криминалните структури секаде во светот. Го бараат терористи, го бараат криминалци, го бараат политички опоненти и други кои што едноставно сакаат да исчезнат на одреден начин или пак да се сокријат од одредени мерки кои што се преземаат спрема нив. Било да избегнат потерници и така натаму. Ние во овој момент не знаеме кои се тие лица. Случајот е толку потежок што фалсификатот не е правен од поединци. Такви фалсификувања се прават во сите држави и во минатото и сега. Не е правен од луѓе кои што се собрали во некоја гаража па нашле оригинал образци и штампале или додавале фотографии. Проблемот овде е што државен орган е вклучен во фалсификатот. Без оглед тоа што го правеле несовесни поединци од лични материјали или не знам какви мотиви, но пасошите кои што се издадени се оригинал. Тие минуваат и го решаваат најголемиот проблем што го имаат сите фалсификатори. Тие пасоши се внесени во базата на податоци на Министерството за внатрешни работи. Било каква проверка во странство која би дошла за пасош за одредено лице, одговорот Македонија би бил да, тој е оригинален пасош.
тука е направен фактички упад во државниот систем. Апсолутно. Буквално е направен упад. Тоа покажува наранливост на целиот систем, на институцијата, на МВР во конкретниот случај, бидејќи не е проблем фалсификаторите да најдат оригинални образци. Не е проблем да вметнат слика, невидлива и така натаму. Најголемиот проблем е како тој пасош да се легализира, односно како да добие легалитет, а тоа е добиен со внесувањето на во базата на податоци. Второ, исто така упатуване на друго кривично дело, фалсификување на државјанство. За да добиете пасош, вие мора да имате уверение за државјанство. Значи, истрагата мора да се прошири во тој правец. Трето, истрагата мора да утврди каде се тие лица, кои се тие лица. Ние во овој момент МВР има само фотографии од тие лица, бидејќи имињата и матичните броеви се фалсификат. Било да тоа да е украден идентитет, било да е креиран нов идентитет. За илустрација само ќе споменам. Например, во Чешка, на црниот пазар, минималната цена за добивање на ваков нов двоен идентитет е 200.000 евра. Не случајно се нудат толку пари, бидејќи тоа овозможува бегство на одредени криминални или други структури. Да, значи не зборуваме ние за фалсификување, туку за оригинал пасош. Добивате оригинал пасош од една земја, да. Но добивате де факто државјанство од една земја. Пасош, добивате идентитет, нов идентитет, вие сте нов човек. Тешко е да се замисли што се може да се направи со таков еден документ. Да, добро, ќе направиме кратка пауза тука. Како што кажавме во најавата, ќе ги вклучиме и двете партии кои најмногу разговараат, дебатираат околу ова, ВМРО ДПМН и СДСМ. ВМРО ДПМН ја обзнани аферата. Го вклучуваме Владимир Неловски на линија. Господине Неловски, прво само да видиме со овие онлайн комуникации дали се слушаме, дали се окей? Да се слушаме. Добар ден и ви благодарам за поканата. Да. Кажете ми прво, дали ВМРО ДПМН ги однесе сите документи поврзани со аферата во јавното обвинителство, чисто за информација да знаеме на почеток тоа, бидејќи најавивте дека ќе го направите? Во овој момент немам информација дали сите податоци и поврзаности со овој мега скандал кој што го изнесовме во јавност се доставени до јавното обвинителство, но сигурно внатре партиските служби, односно Центарот за комуникации, благовремено ќе ги информира сите национални телевизии и медиуми кога ќе го направиме тоа. Да, дали можеби малку калкулирате со оваа постапка, бидејќи чудно е да ја отворите вака аферата, а се уште да не ги доставите документите до јавното обвинителство? Господин Резвановиќ, за мене лично чудно е да обвинителството во низа наврати досега за евидентни криминални дејанија и криминални отстапки од страна на власта да не покрене никаква само иницијативност за да види до кај се тие случувања, што се случило, дали имало криминал или не. И токму затоа донекаде треба да разберете на еден начин нашето неверување во обвинителството како институција, бидејќи ова не е прв пример на скандал кој што сме го обзнаниле, а се уште да нема никаква постапка покренато и обвинителството, па и се разбира Министерството за внатрешни работи. Бидејќи сигурно ќе има можност малку подоцна да објаснам и за на Министерството за внатрешни работи ова смешна ситна акција која што беше спроведена беше само колку да се направи демидж контрол и на еден начин да се фатат малите риби за да не излезат на виделина поголемите риби кои што сигурно се вмешани во овој мега скандал. Имате ли вие такви можеби информации и документи се уште не објавени во врска со ова што го зборувате или тоа го претпоставувате по аналогија? Како што рече и вашиот гостин, овој скандал е само во моментов граѓаните на Македонија кои имаат само tip of the iceberg, односно самата површина. Она кое што ни дава нас причина да се сомневаме во целата ова, да речам, на еден начин спрега помеѓу државата и мафијата е тоа што јас како граѓанин не можам да поверувам дека одреден службеник, таму фототехничар кој што работи во Министерството или пак човекот кој што е вработен на шалтер може да внесе во државата криминалци. Значи да не забораваме, ова не се обични криминалци, не се таму некои луѓе кои што направиле некој прекршок или
го прекршиле законот. Значи говориме за луѓе кои што се од италијанската мафија, од албанската мафија, од турската мафија, се разбира црногорските кланови и црногорската мафија и еден од луѓето кои што ги отванивме тоа е и од терористичката организација ИСИС. Ова се луѓе кои што не може туку така да влезат на граничен премин во државата, да отидат во некоја државна институција да извадат некој патен или било каков документ. Дополнително, она кое што ни дава сомнеж врз целиот случај тоа што по некоја случајност, ќе повторам, министерот за внатрешни работи има фотографии со некои луѓе кои што се обвинети. Значи до сега имаше во јавноста до пред некој ден само нивни пратеници и функционери од власта сликани со дел од криминалците кои што извадиле патна исправа, а додека пак во последните 2 дена видовме дека и министерот за внатрешни работи има фотографија со еден од обвинетите. И тука не говорам за фотографија случајно на улица најдени па министра се сликаме. Говорам за фотографија која што е дел од одредена најверојатно фамилиарна или семејна, интимна, приватна прослава. И тука доаѓа прашањето како е можно баш министерот да се најде на таква прослава кај еден од обвинетите и нормално сомнежот кај нас како опозиција и кај граѓаните дека таквата поврзаност на министерот со еден од осомничените ја носи овој скандал до самиот врв на власта. Ќе повторам, тука не говориме за ситни криминалци, тука говориме за криминалци од типот на Пабло Ескобар, Мигел Анхел Галјардо од Мексико, потоа Хоакин Гузман од Чапо, сериозни ликови во криминалниот свет и се разбира она кое што ме загрижува, кое што денес ќе излезе во медиумите, тоа што овој скандал ќе можеби има и далекосежни последици за сите граѓани, бидејќи кога говориме за безвизниот режим, кој што де факто на еден начин ние како држава сме дозволиле Европската унија да има закана од нашите патни исправи, бидејќи 215 патни исправи не се мала работа. Од денеска можеби и доаѓа до прашање и нашата либерализација за безвизниот режим кон Европската унија, бидејќи еден од условите за добивање на таква либерализација е прашањето за безбедност на документите. Добро, евроамбасадорот, само да кажам, евроамбасадорот Гир на некој начин го негираше тоа, тој рече дека тоа е двоено прашање, дека не е поврзано со визната либерализација. Мислам дека тоа прилично јасно го кажа. Видете, во однос на ова, значи од Европскиот парламент јасно кажува дека има повеќе точки под кои што се оценува визната либерализација за секоја земја и ова е една од тие точки. Дополнително на кое што е страшно е тоа што ние сме имале овој случај од 2019 година откриен, говорам, а уште и од претходно се случувало издавање на тоа сакав да ве прашам, господине Неловски, токму тоа сакав да ве прашам. Според министрот за внатрешни работи истрагата траела од 2019 година, но премиерот Заев во една прилика рече ќе видите дека многу повеќе пасоши се издадени во времето на ВМРО ДПМН. Со тоа алудираше дека ова траело еден многу поголем период од 2019 кога само била почната истрагата, кога било откриено. Сега сакав да ве прашам дали ви имате такви информации, освен овие случаи кои ги објавувате, кои очигледно се во времето на СДСМ, дали имате информации дека и порано се издавале вакви пасоши? Видете, абсурдно е да премиер на држава говори дали во некое друго време, кога друг бил премиер, се давале помалку или повеќе пасоши. Она кое што е важно е дека 215 криминалци, луѓе кои што целиот свет ги знае и ги барал во изминатиот период, добиле патна исправи документ. Не е важно кога добиле. Доколку се случувало тоа и во минатото. Значи треба да се најдат и сторителите во минатото кои што го правеле тоа и да бидат санкционирани и извесени пред лицето на правдата. Оно кое што за мене е пострашно е тоа што вие говорите и за сите говориме дека акцијата е започната од 2019 година. Па еве прашање до министерот или пак до вашиот гости. Како може една акција да говориме дека е успешна и дека опозицијата се обидела да ја саботира, а од кога започнала акцијата до незиното обзнанување од страна на опозицијата, можеби се иштампани над 100 пасоши.
Тоа е исто како одреден министер за внатрешни работи да излезе да каже дека следела некоја криминална група која што шверцува дрога од 2019 и правеле сеопфатна истрага за да ги фатат, а од 2019 до денеска 1000 тони кокаин се прошверцале низ државата. Добро, Мислам дека таа теза е една од тезите кои што во немајното можности нормално шанса да се извадат некако власта, бидејќи навистина се фатени со долниот веш симнат, се обидуваат да направат некој привид во јавноста за јавноста да бркат пердови, а не да бара одговорност. Кој што очигледно во институциите. Добро. Говорат на самите институции. Ајде, завршете, да, ве молам само кус, ако сакате да се докажете. Да. Добро, во ред. Ова што го кажавте на крајот за акцијата за време трењето е токму едно од прашањата кои ги имам подготвено. Ви благодарам и за сугестијата и онака сега ќе го прашавме тоа нашиот гостин. Господине Неловски, вас ви благодарам за вклучувањето во анализата. Благодарам за можност. И се надевам дека јавноста ќе ги дознае сите детали информации дека конечно во Македонија ќе има одговорност за овие луѓе кои што за жал ја претворија државата во мафијашки рај со сите криминалци во светот. Да, сите се надеваме да ги дознаеме сите информации во врска со овој скандал. Ви благодарам уште еднаш. Господине Диневски, едно од прашањата кои веднаш логично се наметнува и за лаици кои не се припадници на безбедносни служби е тоа дека акцијата е почната од 2019, тоест истрагата, се финишира сега според МВР, бидејќи била изнудена, бидејќи опозицијата ја открила акцијата, ја обзнанила и тие морале да делуваат. Дали е нормално, и се исто така да кажеме, дека велат дека ја вршеле со меѓународните партнери е вршена истрагата, дали е нормално една акција истрага да трае 2 години, а за тоа време цело време да се штанцаат пасоши? Сега не знам, тоа е оператива, вие знаете. Можеби може не може, не знам. Фалсификувани пасоши траат подолг период, повеќе од 10 години. Имам лични информации потврдени дека тоа се правило подолг временски период. И тука држи критиката дека не е навреме пресечена таа работа. Според мене, уште пред 5-6 години со смената на власта требаше да се спроведе на истрага за претходниот период, времето на владење на ВМРО ДПМН, да се спроведе на истрага колку вакви патни исправи се издадени. Во 2011 година мене лично ми беше понудено издавање на ваква патна исправа со лажен идентитет со само 500 евра, бидејќи смета дека пошто си наш, значи е како екс-ВМРО. Значи зборуваме за истава шема. За истата, апсолутно македонски пасош со македонски пасош со измислено име, вие си го давате името со ваша фотографија и со измислен матичен број. Значи уште 2011. Уште 2011 година. А такви случаи има случајно во мојата детективска активност, тоа што работев како детектив, открив уште неколку. И бев навистина изненаден, што е можно. Впрочем, ние имаме појава на издавање на такви лични карти за време на гласањето на парламентарните избори. 2014 година имаше такви оние што ги вика летечи измислени згради. Така да таа појава е широко распространета и затоа мојата прогноза е дека не се работи за 215 случаи, туку се работи за неколку илјади. Само што треба истрагата да се протегне малку подолг период, се до од 2008-2009 година па натаму. Исто сега, околу самата ова акција што е спроведувана, добиваме контрадикторни информации. Јас не би се впуштал во тие партиски препукувања и лично не го одобрувам сето ова што се случува околу аферата, обидот да се ќарат некакви политички поени. Тоа од двете партии, најголеми, укажува на една сериозен дефект во нашиот систем, тоа е недоверба во институциите. Нема потреба партиите да спроведуваат истраги, да носат пресуди, да судат и да пресудуваат. Таа работа е на јавното обвинителство, на МВР, на органите на прогонот и органите на пресудувањето. Затоа не е добро сега се изнесуваат детали од една или друга, а целата постапка е се уште во фаза на истрага. Податоците од истрагата се тајни, а се изнесуваат податоци. Оној добил пасош, овој добил пасош. И исто така, имаме информации дека во 2017 имало некаква истрага, која бил Накечуле, па сега повторно нова истрага за истата работа, за истиот предмет.
И тука е нејасно, мора да се оди на тоа дека МВР не е во таа позиција што беше порано. Не е таа што ја спроведува истрагата, туку јавниот обвинител е тој што ја ги наредува поставките на МВР, по придобивањето на првичната информација. Прочитавме тука и министерот Оливер Спасовски многу јасно го кажа тоа во една емисија, дека предметот, откако се отворила истрагата, прво бил даден на Оделението за организиран криминал, па на Основното јавно обвинителство за нејавното обвинителство за организиран криминал, па тоа го префрлило на јавното обвинителство, па повторно било вратено на основните. Затоа е тој период така долг 2 години, што е недопустливо за ваква. Зошто би се правило тоа? Што имат Па нормално дека не знаете, но можеме ли да насетиме? Не би можел да наследам кои се мотивите и причините, бидејќи првиот случај првите информации кога се добиле, веднаш требаше да се преземат мерки, веднаш да се стопира. Па тоа ми беше прашањето на почеток, дали веднаш требаше да се реагира. 2 години е пуштена таа работа да тече, да. Зашто јас и денес се залагам комплетна ревизија на издавањето на патни исправи во еден подолг временски период, дали 10 години, дали 5 години, комплетна ревизија, да се опфатат и патните исправи што ги издава Министерството за надворешни работи со дипломатските патни исправи, да се опфатат и нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство, бидејќи и тие издаваат патни исправи. Секако тоа е една макотрпна и тешка работа, но мора да се расчисти оваа афера докрај, бидејќи не знаеме што и се и какви последици може да предизвика за угледот на и кредибилитетот на македонската држава во странство. Да. Ние да не заборавиме, ние сме членка на НАТО и сме дел од таа колективна безбедност на Алијансата и секоја наше постапување и секоја наша слабост на институциите директно се рефлектира и врз нашата позиција во таа алијанса. Од кога влеговме во НАТО, се чини дека се интензивираат овие истраги за висока корупција, за нарко организации, за трговија со дрога. Ми се чини дека малку како да сме подбутнати во таа работа, дека веројатно дека сами тешко дека би ја правеле. Апсолутно се согласувам со ова и тоа е нормално и очекувано. Бидејќи веќе спомнав пред малку дека ние со чинот на кога станавме рамноправна членка на НАТО, ние станавме дел од таа колективна безбедност. Кога е загрозена безбедноста на Македонија, загрозена е цело НАТО. Тој принцип на солидарност кој што владе во Алијансата, веднаш се рефлектира на сите нејзини членки без оглед на нивната големина, на нивното значење и така натаму. Затоа кога има проблем Македонија, тоа веќе не е локален проблем, не е само изолиран проблем. Тоа е дел и на самата Алијанса. И посебно е активирано од бегството на Сашо Мјалков, ако забележавте, активирано е на максимум. Целата таа оператива. После е преведен Орце Камчев. Не е тешко да се предпостави од каде доаѓаат директивите. Ако се сеќавате, Албанија пред да биде примена во НАТО, за прв пат после неколку децени влезе во Лазара. Другиот ден беше примена во НАТО. Мислам, тоа е еден услов кој што Алијансата им го поставува на своите членки за да можат да бидат членки, да бидат дел од неја. Да. Добро, одиме се една кратка пауза за реклами. На линија го имаме Дарко Каевски од СДСМ. Веднаш после рекламите продолжуваме со него.